Ситуацијата дополнително се компликува со ова што се случува во последните 2-3 дена, со овој ненаден план за Украина, кој што е практично руски план на подлица што му седи у скут на Путина, се вика Доналд Трамп. Така што гледам денешните реакции на европјаните се извадени од памет, бидејќи сите тие 30 на точки се пишувани во Москва, тоа е јасно што е и така. Ова го говорам во контекст на европски проширувања, бидејќи експертите се согласни дека војната во Украина веројатно итната година ќе завршува, барем се надеваме. За тоа како ќе заврши сепак ќе се одлучат од оваа страна, од киевска страна украинците, што ќе прифатите. Ќе се откажат од територија са. Големи концесии ќе бидат во прашање, не е само територија, овој план предвидува уште пострашни работи за Украина. Сакам да кажам дека вниманието на европјаните ќе биде барем во догледна иднина, секако веројатно поголем дел од идната година, приоритетите ќе бидат сепак кон Украина, бидејќи Европа има потпуно различни ставови и интереси од оваа американска администрација. Но сакам да кажам дека Европската унија и кон однос на проширувањата, на овие ќе се реформира, ќе било вака, ќе било така и така натаму, мислам дека Македонија и понатаму нема да биде ничи приоритет. Па види, германскиот министер за надворешни работи практично протрча низ Балканот 6 земји за 3 дена. Во Скопје дури ни пресконференција нема, ни пресизјава, не пресконференција, ни пресизјава, зашто нема што да кажат. Се му е кажано на Мицковски, предпоставувам за затворени врати. Просто е непријатно ако излезат на пресконференција, треба да ги повторат истите работи што се кажани пред недела ден од Марта Коз, пред 2 недели од фон дер Лајен, пред 3 недели. Нема никаков напредок. Ги гледам изјавите на Мицко денеска во Тирана, бидејќи таму има овој економски форум, европски и така натаму. Види, човекот лаже суши. Таква една пропагандна позиција у која што каже лупета глупости, дека ние заради изборите малку касниме со овие реформи, сега кој ќе тргнеме, па тоа има сведа. Ние немаме ни 20% тоа направено целата таа агенда, мислам.